Семејствата на жртвите од пожарот во модуларната болница во Тетово побараат државниот обвинител Љупчо Коцевски да ја обнови истрагата и да ги најде вистинските виновници. Тие велат дека јавноста е запознаена со нерегуларностите при изградбата на модуларните болници за време на ковид пандемијата и затоа оние што се огрешиле, а биле надлежни за болниците, ќе мора да одговараат. Од иницијативата Нула вела дека треба да се земе во предвид и германското вештачење, а до Коцевски упати апел дека како нивен сограѓанин мора да сочувствува со болката на семејствата и виновниците да ги изведе пред лицето на правдата. Да ја обновите истрагата за виновниците, за вистинските виновници на пожарот во модуларната болница во Тетово. Да формирате независен тим кој ќе ги испита сите аспекти на случајот, вклучително и од одговлекувањето на постапката. Да гарантирате дека судската постапка ќе се води без политичко бизнис влијание. Да обезбедите транспарентност и отчетност во вашата работа во согласност со законските обврски. Да го земете германското вештачење како клучен доказ во истрагата. Во меѓувреме, во Тетовскиот суд тече повторениот процес за кобниот пожар во болницата во која загинаа 14 луѓе. Рочиштето продолжи со доказна постапка во која осомничени се двајцата поранешни директори на клиничката болница Тетово. Тие со првостепената присуда за кривичното дело тешки дела против општата сигурност добија условни казни од 1,5 година. Ослободителна присуда судот донесе за докторот Бован Вучевски, кој се товареше за делото непостапување по здравствени прописи. На клиничката болница е изречена парична казна од 1 милион денари. Гостиварска апелација го врати предметот на повторно одлучување со напаствија, темално да се испитаат сите докази. Трагедијата во Кучани им ја разбуди болката на семејствата чии роднини загинаа во пожарот кој избумна во модуларната болница на 8 септември 2021. Веднаш по несреќата, германски обвинители дојдоа во Тетово да вештачат за причините. Тогашното обвинителство под палка некс обвинителот Љубомир Јовевски не најде виновници за изградбата на болниците, туку струјниот кабел бил крив. Имено, големите трагедии во Македонија стана и причина за политичко препукување околу селективноста на истрагите и одговорноста на виновниците. Политичкиот врв вети расчистување на сите трагедии и кривична одговорност за оние кои се огрешиле. Премиерот Христијан Мицкоски најави нови истраги не само за модуларната болница во Тетово, туку и за Ласкарци и Бесатранс, автобуските сообраќајки во кои загинаа над 70 луѓе, а се уште нема правосудни пресуди.